Македонскиот Џастин Тимберлейк во кругот на своите најблиски пријатели и соработници имаше повод за голема прослава од две причини: промоција на вториот албум и 28-ми роден ден. Фала ви многу што ми дојдовте и што вака ќе се испромовираме убаво. Оваа година полниш 28 години. Што се има променето во твојот живот? Многу се има променето во мојот живот. Прво, ја ставив првата тетоважа пред скоро време, која е иста како каверот на албумот. Каде се наоѓа? Токму тука. Леле, што има значење? Има повеќе значење, има повеќе приказни кои се дел од мојот живот. Ајде ја видиме поблиску. Ајде. Исто како каверот. Голеше? Не баш, али нешто така, да. Така би му дошло некако. Вториот албум на Виктор Апостоловски го носи насловот Во срцето, но покрај насловната тема, на албумот се сместени уште 10 други песни, меѓу кои веќе објавените Нервоза, Бонтон, Знам, Каде на одмор, Само мене, Прости ми од Скопскиот фестивал и Макфестовската Ни јас ни ти, како и со самановите Не ми е до песна и Уби ме, а бонус траката е темата Лектира, која ја представи под псевдонимот Професорот. Само што завршив со снимање на спот на една од песните од албумот, која се вика Уби ме. Немојте да ме убивате, ве молам. Убуваат ли лесно девојките? Да, види, муабетот во песната е демек поарно уби ме, само немаме замараш. За која љубов сега пееш во овие песни? Има доста, малце е хаос таму, не се работи само за една љубов. Така што има доста приказни кои се дешавале во текот на годините и успат само сум се изразувал како што ми дошло. Колку време работеше на него? Скоро некои 4 години. Не за друго, не дека само на него работев. Правев многу музики за театри, за филмови, за такви работи. И некако овие музики веќе сите беа скоро готови, ама останаа некако во втор план, пошто имав премногу други обврски да завршам. Додека вториот албум пристигнува до фановите, по зборовите на Апостоловски веќе се работи на третиот, а кога постои љубов, има инспирација за музицирање.